Времето за подготовки за новата сезона 2026-2027 во втората македонска фудбалска лига завршува. Викендот ќе започне новата сезона со мечевите од првото воведно коло. Изминатиот период некој второлигаш се подготвува подолго и одигра повеќе пријателски надпревари. Некој започна народски кажно во 5 до 12, па и нема многу време за пријателски надпревари со доста измени и новитети во пропозициите. Второлигашите ќе треба да стартуваат со тројци играчи до 21 година и со 1 до 19 години. А исто така и ќе треба да го завршат надпреварот, односно да има 4 млади фудбалери во текот на целиот меч. Првите две екипи ќе имаат директен влез во прва лига, а третиот ќе игра бара за влез во првата лига, а пак последните три екипи ќе испаѓаат директно во трета лига. Баражи за опстанок повеќе нема да има. Фаворитската улога ќе имаат Пелистер и Охрид како екипи кои имаат отворени амбиции за прва лига. Оценка тука ќе бидат повеќе екипи кои ќе се тркаат за место кон елитата. Доста екипи ќе бидат во речиси нов лик од минатата сезона, многу екипи ќе се подпираат во целоси на млади играчи. Втората лига ќе го има тој прволигашки шмек по имени на екипите кои ќе се надпреваруваат во овој ранг во сезона 2026-2027, но многу екипи нема да форсираат за прва лига, односно ако им се укаже шанса. Кога е во прашни обстанокот, мора да се напомене фактот дека баражи за опстанок ќе нема и тука веќе ќе има притисок за опстанок, бидејќи ќе треба екипите да бидат во топ 11 зоната, останатите три позиции, односно 12-тото, 13-тото и 14-тото место водат кон трета лига. Дебитант ќе биде Камјени. Минатата сезона од прва лига испадна Пелистер, Работнички, Македонија, Ѓорче Петров, Бреера, Струмици, Шкупје, а пак нов третолигаш покрај Камјени и некогашниот прволигаш Евромилк од Горно Лисиче. Во рамки на првото коло Бреера Струмица ќе игра против Евромилк на домашен терен. Беласица ќе го пречека Осогово, Македонија Ѓорче Петров против Тетекс, а пак на Билеен извори ќе се игра надпреварот меѓу Охрид и Новаци. Екипата на Пелистер ќе го пречека дебитантот Камјени на домашен терен, Работнички оди на Мегдан против Кожув на домашен терен, а пак Шкупје ќе оде на дуел против Радовишки Детонит Плачковица. И во новата сезона 2026-2027 фудбалските возбудувања ќе можете да ги следите во живо на Mnet телевизија.